Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината и поважни вести од Македонија. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Сабота, 6 мај, е денот Ѓурѓовден. Службата од 9 сатот со бајлето. Австралиска турнеја 2025 година. Се организира концерт овде во нашиот град Ньюкастел во сабота на 3 мај во нашиот македонски културен центар со најпопуларните од наша убава Македонија, а тоа се Борче Наумовски, министерот, Анета Арсовска, маестро Кирил Стојчевски, со него и Стивен Стојчевски, како и Гоце Петревски Бананата. Сите сте добро дојдени. За карти кај мене Пеце Вртковски 0411 673 073. Интересот е голем, има уште неколку маси. Јавете се да обезбедите маса со вашите најблиски. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој вторник од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани за овој ручек јавете се кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Школо и денцинг груп. Придружете се на часови по македонски народни игри и танцови, да ги откриете енергичните ритми и традиции на македонската култура преку овој танц. Дојдете секоја среда од 5 сатот после пладне во нашиот македонски културен центар на 14 Скул Стрит Бротмедо, за да научите традиционални македонски ора во забавна и пријатна атмосфера. Еве зошто треба да се придружите. Прво, поврзете се повторно со нашата македонска култура. Воздигнете го богатството и наследството на Македонија и потоа пренесете го на идните генерации. Второ, запознајте нови пријатели. Изградете нови и трајни пријателства со наши луѓе со заеднички интереси. Трето, останете активни и здрави. Танцувањето е одличен начин да останете фит, додека се забавувате со пријатели од македонската заедница и пошироко. Четврто, научите нови ора и начин за како да се приклучите во свадби, прослави и гранки во македонската заедница преку овие ора и танцови. За сето ова не е потребно искуство. Сите возрасти, вклучувајќи ги најмалите деца, млади и возрасти, се добро дојдени. Ве очекуваме сите заинтересирани секоја среда од 5 сатот попладне во нашиот македонски културен центар во Ньюкастел. За повеќе информации околу ова, обратете се на Facebook страницата на македонската заедница Ньюкастел. Сите заинтересирани да бидат членови во нашето македонско пензионерско друштво Гоце Делчев овде во Ньюкастел. Може да се плата својата чланарина за ова година по $10 по лице. Исто така чланарина може да си платите и за македонската заедница при Македонскиот културен центар овде во Ньюкастел по цена од $15 по лице. Сега нешто да проследиме за Ѓурѓовден. Најголемиот
христијански празник од пролетниот циклус, кој што е непроменлив празник и секогаш се паѓа на 23 април по новиот календар, односно на 6 мај по стариот календар. Овој празник го празнува не само христијанското, туку и целото население воопшто. Има голема традиција во словенските земји, меѓу кои и во Македонија, што значи дека неговата основа е празнувањето на природата, на разбудување на растителноста и на животот воопшто. Кај македонците со Ѓурѓовден започнува летната половина од годината што трае до Митровден. Затоа во една македонска народна поговорка се вели: дојде ли Ѓурѓовден, чекај си Митровден. На овој ден се избираат селски одборници, протуѓери, пољаци. Потоа се главуваат момци, овчари, козари, говедари и така натаму. Заедно со тоа луѓето се подготвуваат за периодот што следува и што е исполнет со многу предци полски работи. Човекот му се радува на оживувањето на природата, никнувањето на есенските посеви, на разлистувањето на овошките, на раззеленувањето на гората и на обновувањето на растителноста, воопшто бидејќи тоа значи и негова екзистенција. Меѓу повеќето обичаи и песни поврзани со овој ден посебно значајно место завземаат оние така наречени билјарски обичаи и песни што се изведуваат при берењето на билките вечерта спроти празникот и на самиот ден рано наутро. Берењето на штотуку изникнатите и разлистени растенија е поврзано со обичајот за потнување, како и со обичајот крмење на стоката, а тоа пак со верувањето во магичната моќ на билките. На билје се оди во блиските шуми, каде што можат да се најдат разлистани некои билки за кои се верува дека поведуваат магична моќ, како што се кукурекот, здравецот, вратиката, стреќата, но и некои други растенија како леската, дренот и слично. Таму во групи девојки, млади невести или постари жени ги изведуваат билјарските обичаи и ги пеат билјарските песни. Овој ритуал е најитната во Западна Македонија. Подеднакво исто и кај македонците, христијаните и кај македонците муслимани. Вечерта спроти Ѓурѓовден се започнува со гранки од леска и со кукурек. Според верувањата, потката треба да ги чува објектите и предметите од разни опасности, болести и други несреќи, а нивите заедно со бериќето од секаква штета, од пороен дош, од штетни животни, инсекти, болести и слично. Со леска се запотнуваат нивите, леите, куќите, плевните и други поголеми објекти. Леската според народното верување е сигурен заштитник, особено од град и гром. Во леска гром не удира, бидејќи Господ ја благословил, а удира само во дрво под кое седи ѓаволот. И кукурекот во народното верување има значајно место. Со кукурек се запотнува по вратите од куќите и плевните, потоа се става на креветите, ковчезите, амбарите, стомните, на бутинот, на каците, на бочвите, на плугот, јаремот, на колата и така натаму. Вечерта спроти празникот, кога билјарките одат на билје, барат еден машки кукурен, самак, но едно место да има само еден корен. Го врзуваат со црвен конец и го оставаат да стои преку ноќта. Утрото на Ѓурѓовден пак се оди на билје и тој кукурек со мотика се откопува од корен. Со тој корен преку годината се лекуваат разни болести кај стоката. И вечерта спроти празникот и утрото на самиот ден, кога се берат билките, се пеат песни познати како билјарски песни, во кои се отпева токму тој чин: берењето на билките, запотнувањето, кремењето на стоката и друго. Од разните билки утрото на Ѓурѓовден се крми стоката. Билките се дробат на ситни делови, им се додава еден полжав, што утрото го донеле билјарките, и тој издробен на ситни делови се додаваат трици и сол, и со таа крма се крми стоката, со верување дека ќе биде поотпорна на болести во текот на целата наредна година.
И вапцувањето јајца со црвена боја или жолта има значајно место во ѓурѓовденските празнувања, исто како и во великденските. Од Великден до Спасовден, а во тој период редовно се паѓа Ѓурѓовден. Луѓето се поздравуваат со Христос воскрсе и си отпоздравуваат со вистина воскрсе и вапцуваат јајца со црвена боја. За Ѓурѓовден јајцата се вапцуваат вечерта спроти празникот и никој, освен домаќинката што ги вапцува, не смее да ги виде до утрото. Утрото пак, кога децата ќе се разбудат со црвено јајце, им се минува по лицето со зборовите црвено, бело, дебело, за да бидат дебели и црвени во образите како јајцето. Црвенилото символизира здравје. Посебно значаен обичај што е поврзан со Ѓурѓовден е лулањето или нишањето на зелени дрва, слива, врба, муренка, јабокница и друго. Се обесуваат ортоми и на нив целиот ден се нишат децата, но и повозрастните девојки и момчиња, дури и помладите невести. Секој што е на нишалката во рацете држи црвено јајце и во некои краишта уште и некој сребрен предмет, најчесто прстен, коприва, тревка, огојка, лепајац и камен. Среброто символизира трајност, долговечност. Огојката, гоење, каменот, цврстина, лепајацот се носи за да се лепат по девојките момчиња и по момчињата девојки, а и копривата во народните верувања поседува магиска моќ. При лулањето се пеат песни соодветни на возрастна и положбата на оној што е на нишалката. Така друга песна се пее на мало дете, друга на девојка или на момче, поинаква за невеста и така натаму. Со Ѓурѓовден се поврзани и повеќе други обичаи и верувања. Така, например, на тој ден рано во зори се пука од пушка за да се избркаат боломите. Луѓето се мерат на кантар поставен на некоја гранка од зелено дрво. Девојките си ги намачкуваат косите со јајце за да им бидат полни и густи како јајцето и гатаат за да го дознаат идниот брачен другар. Се изведуваат и обичаи за заштита на стоката, особено од преземањето на млекото, зашто се верува дека на овој ден со магија можело млекото од една млечна крава да се пренесе на помалку млечна или друго и на жена доилка. Во верувањата поврзани со Ѓурѓовден, важно место има легендата според која свети Ѓорѓи ја убил ламјата. Ова легенда што нашла место на фреските и иконите во повеќе цркви во Македонија е раскажана и во преданија и е отпеана во некои песни. Многобројните и разновидни обичаи се што се изведуваат на Ѓурѓовден, како што се оние со билките, песните, што го отпеваат разбудувањето на природата, радоста поради враќање на животот по зимскиот пасивен период и слично, упатуваат на сознание дека Ѓурѓовден е сточарски и земјоделски празник, а Свети Ѓорѓиј е небесен клјучар, кој ги контролира небесните и земните природни појави, што влијаат да биде топло летото и да биде богат бериќето, но и обичаите со кремењето на стоката, со првото пуштање на добикот на пасење со жртвено јагне и слично патуваат на тоа дека Ѓурѓовден е сточарски празник. А сега, почитуваме слушатели, да слушниме повеќе за концертот што се одржува овде во нашиот град Њукастел на 3 мај сабота. Интересот е голем, јавувајте се и обезбедете маса со вашите најблиски. Да слушниме нешто повеќе околу тоа. Почитувани македонци, доаѓа долго очекуваната голема турнеја на македонските фолк звезди ширум Австралија од 29 март до 17 мај. Македонската фолк икона, еден и единствен Борче Наумовски, министерот на македонската естрада. Атрактивната фолк дива Анета Арсовска. Незаменливиот Гоце Петрески Бананата. Маестро Кирил Стојчевски. Заедно со Стивен Стојчевски.
29 март Перт, македонски клуб Вардар. 4 април Мелбурн, Фераро рецепција. 5 април Мелбурн, Гранд Нерет рецепција. 6 април Джелон, Македонска православна црква Свети Јован Крстител. 11 април Сиднеј, спортски центар Илинден Рокдајл. 12 април Волонгол, Македонска православна црква Свети Димитрија Солунски. 20 април Голд Кост, Македонска православна црква Света Недела. Великденска забава. 3 мај Њукасл, Македонска православна црква Пресвета Богородица. 9 мај Мелбурн, клуб Кјурун. 10 мај Мелбурн, Пиер 35 бар енд грил. Ајде македонци, ве очекуваат незаборавни концерти кои долго ќе ги паметите и уште многу изненадувања со нашите фолк звезди. За карти овде за Њукасл јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Да слушнеме убава песна од Сашко Митев, Чедо на најмило. Да. Мислев дека се на светот јас сум постигнал, многу пати шта ни стране сам сум поминал. Мислев дека нема љубов во срцето, кога прв пат јас те видов запре времето. Боже, слава ти со овој дар, што ме благослови. Небо нема звезди полични од тие очи бисерни. Коси коса мобилан, ти си виче до моје најмилан. Еден ден кога ќе заминам, да бидеш моја замена. Секој нов ден, нова песна, нови стихови, ке ти пејам, а ти пробај да ме разбериш. Време мине, бргу лета, а ти порасна. Ден ке дојде да те видам, млада невеста. Боже, слава ти со овој дар, што ме благослови. Небо нема звезди полични од тие очи бисерни. Коси коса мобилан, ти си виче до моје најмилан. Еден ден кога ќе заминам, да бидеш моја замена. Боже, слава ти со овој дар, што ме благослови. Небо нема звезди полични од тие очи бисерни.
do moje najmila. Jeden den koga ќе saminam, da бидеш moja zamena. Jeden den koga ќе saminam, da бидеш moja zamena. Следи инструментален бенд. Во коси да ти спијам. Те слушнеме. Zaboravi drugi oči, drugi nežni nasmehi. Zaboravi me natera da ih frlam site sliki nezimi, da raščistam so spomeni, da gi baram celi nogi tvoji teče kori, da treperam soderovi. Po kosi da ti spijam, bez prestan da te ljubam, po tvojom nežem dobi se
Почитувани македонци, доаѓа долго очекуваната голема турнеја на македонските фолк звезди ширум Австралија од 29 март до 17 мај. Македонската фолк икона, еден и единствен Борче Наумовски, министерот на македонската естрада. Атрактивната фолк дива Анета Арсовска. Незаменливиот Гоце Петрески Бананата. Маестро Кирил Стојчевски. Заедно со Стивен Стојчевски. март, Перт, македонски клуб Вардар. 4 април Мелбурн, Фераро рецепција. 5 април Мелбурн, Гранд Нерет рецепција. 6 април Джелонг, Македонска православна црква Свети Јован Крстител. 11 април Сиднеј, Спортски центар Илинден Рокдајл. 12 април Волонгонг, Македонска православна црква Свети Димитрија Солунски. 20 април Голд Кост, Македонска православна црква Света Недела. Великденска забава. 3 мај Њукасл, Македонска православна црква Пресвета Богородица. 9 мај Мелбурн, клуб Кјурум. 10 мај Мелбурн, Пиер 35 бар енд грил. Ајде македонци, ве очекуваат незаборавни концерти кои долго ќе ги паметите и уште многу изненадувања со нашите фолк звезди. Како што слушнавте во Њукастел на 3 мај сабота, за карти кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Интересот е голем, повелете и обезбедете маса со вашите најблиски. А сега, почитувани слушатели, ќе слушнеме уште една убава песна од групата Инструментал од Битола. Нема друга Македонија. Зворат туку векови зад нас. Сите мислат дека можат да не премолчат. Ајде сите едно оро се македонско, дружно браќа да заиграме. Ајде сите една песна се македонска, дружно браќа да запеме. Стара лука, една мајка, сите нас не родила. Од Вардар, Пирин, дур до Солуна, земја, корен да ни искорнат. Иде денот, сите просту ке ни застанат. Ајде сите едно оро се македонско, дружно браќа да
Благата пусета навлегла, легнала тана тежнала над наша мила Македонија. Дојдоа луѓе проклетни, дојдоа луѓе изроди, то што се чувало векови, попродадоа за 5 пари. Ајде македонци на нозе, доста е молчење, името свето да го вратиме, а нив женем да ги испратиме. Ајде македонци на нозе, доста е молчење, името свето да го вратиме, а нив женем да ги испратиме. Уште се полни зандани со наши деца и јунаци, уште страдаме од предавници. Една е песната македонска, една е родна куќа таткова, една е мајка што ме родила, една е наша Македонија. Ајде македонци на нозе, доста е молчење, името свето да го вратиме, а нив женем да ги испратиме. Ајде македонци на нозе, доста е молчење, името свето да го вратиме, а нив женем да ги испратиме. Ајде македонци на нозе, доста е молчење, името свето да го вратиме, а нив женем да ги испратиме. Ајде македонци на нозе, доста е молчење, името свето да го вратиме, а нив женем да ги испратиме. Најновата песна на Дамјан Стојановски, Со нас е Бог, да ја слушнеме. За родот мој, дај му сила да се врати и на патот твој. Долго време скитаме без тебе во мрак, подај рака спаси не, Боже дај ни знак. Зашто со нас е Бог, зашто со нас е Бог, браќа, сестри, не плашете се. Зашто со нас е Бог, зашто со нас е Бог, и со него ние ќе победиме. Зашто со нас е Бог, зашто со нас е Бог, браќа, сестри, не плашете се. Зашто со нас е Бог, зашто со нас е Бог,
со него ние ќе победиме. Чувај Боже наша вера православна, чувај Боже земја рајска Македонија. Народе мој глава крени в небо погледај, имај надеж ке се спасиш, само верувај. Зашто со нас е Бог, зашто со нас е Бог, браќа, сестри, не плашете се. Зашто со нас е Бог, зашто со нас е Бог, и со него ние ќе победиме. Зашто со нас е Бог, зашто со нас е Бог, браќа, сестри, не плашете се. Зашто со нас е Бог, зашто со нас е Бог, и со него ние ќе победиме. Зашто со нас е Бог, зашто со нас е Бог, браќа, сестри, не плашете се. Зашто со нас е Бог, зашто со нас е Бог, и со него ние ќе победиме. Зашто со нас е Бог, зашто со нас е Бог, браќа, сестри, не плашете се. Зашто со нас е Бог, зашто со нас е Бог, и со него ние ќе победиме. И со него ние ќе победиме. Почитувани македонци, доаѓа долго очекуваната голема турнеја на македонските фолк звезди ширум Австралија од 29 март до 17 мај. Македонската фолк икона, еден и единствен Борче Наумовски, министерот на македонската естрада. Атрактивната фолк дива Анета Арсовска. Незаменливиот Гоце Петрески Бананата. Маестро Кирил Стојчевски. Заедно со Стивен Стојчевски. Сите овие доаѓаат во нашиот град Њукастел во сабота на 3 мај. За карти кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Обезбедете маса со вашите најблиски за овај убав концерт со Борче Наумовски, министерот.
очи. Отвори го печенчето, да ти речам до глас морам. Отвори го печенчето, да ти речам до глас морам. Momčeto ti je zaspalo na kara, aj na kara kamen planina. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Сабота, 6 мај, е денот Ѓурѓовден. Службата од 9 сатот со бајлето. Нешто и од Македонија. Димитровска Кочовска вели: поддршката на владата е целосна кон сите што сакаат да работат во Македонија. Министерка за финанси Гордана Димитровска Кочовска, која е во работна поседа на САД, оствари средба со представници на македонската бизнис заедница во Чикаго. На средбата, како што објави Димитровска Кочовска на својот Facebook профил, истакнала дека економијата е приоритет на владата и дека поддршката е целосна за секој еден што сака да работи во Македонија, како кон домашните, така и кон странските инвестиции, како и кон иселениците кои сака да инвестираат во својата татковина. Успешен бизнис приказни на наши иселеници во Чикаго. На средба со дел од македонците кои основале и имаат собствен бизнис во Чикаго, ги слушнав нивните искуства за водење бизнис во таа средина, а некои имат интерес за условите кои што ги создаваме тука во Македонија за водење бизнис. Економијата е наш приоритет за кој
Говорев на средбите и дека поддршката од владата е целосна за секој еден што сака да работи во Македонија. Како поддршката кон домашните компании, така и кон странските инвеститори, така и кон нашите селеници кои сакат да инвестираат во својата татковина, стои во објавата на министерката за нејзиниот Facebook профил. Се надеваме дека платата за март ќе ја добиеме барем пред првомајските празници, истакнаа културните работници. Голем број вработени во институциите од културата денес точно напладне излегоа на протест пред Министерството за култура, која ги принуди велигденските празници место со 10% поголеми плати да ги минат без плата. Со централен транспарент извини Зоки морално ли беше. Културните работници си ја побара платата, која согласно колективниот договор треба да биде 10% повисока поради зголемените животни трошоци. Додека тие пред Министерството за култура кажува дека неисплатената плата не е само административна измама, туку правно и морално предатство и обвиненија дека оваа власт само ја продолжува традицијата од претходните власти, поради што тие мора секој април да протестираат. Министерството за култура подготви нов начин за пресметка на платите. Добивме инвестување од сметководителите и службите дека од страна на Министерството се доставени нови насоки за пресметка на плата, дека досегашните каде што беше пресметана плата согласно колективниот и другите договори не важат. Сега има нови насоки на поинаков начин се пресметуваат тие 10% од општиот колективен договор. Во моментот институциите не постапуваат по новите насоки бидејќи на никого не му е јасно што во моментот треба да се направи. Се надеваме дека ќе добијат подетални насоки и се надеваме дека плата за март ќе ја добиеме барем пред првомајските празници, рече Вера Атанасовска, председателка на Синдикатот за култура на Република Македонија. Вработените во институциите од културата кои се уште немаат плата за март добија безрезервна поддршка од Сојузот за синдикати на Македонија. Председателот Слободан Трендафилов и на сегашниот министер за култура, исто како и на претходната министерка, му порача дека со протестот културните дошле да кај некултурните во влада. Жал ми е што до вчера министерот седеше рамо до рамо со вас, но како министер со 79% зголемена плата се бори против вашите плати, предвидени со колективните договори, што лично смета дека е срамно, рече председателот Трендафилов. Рек Битол активно работи на надминување на предизвиците со одлагањето на пепелта. Рек Битола работи на минимизирање на проблемите кои се предизвикуваат од прашина при поинтензивен ветер или поради специфичниот процес на производството, транспортот и одлагањето на пепелта преку 3,7 километарска лента. Од секторот за односи со јавност на Рек Битола информира дека пепелта како неуспорозов од производството на електрична енергија се третира со континуирање на влажување, проследено со одлагање и засипување со земја. Високите температури и ветерот може да доведат до сушење на површинскиот слој и евентуално подигнување на прашина при незиното спуштање во касетата. На 26 март ова година државниот инспектор за животна средина изврши надзор на одлагалиштето за пепел во Рек Битола. При увидот беше констатирано присуство на поголеми количини на пепел кои отстапуваат од пропишаните во главниот рударски проект, за што беше издадено задолжение во рок од 30 дена количините да бидат соодветно одложени и посипани со земја. Инспектораторот ни изрече санкции што кажува на препознавување на напорите на комбинатот за решавање на ова прашање. Информираме, посочуваат од Рек Битола, дека денеска на одлагалиштето кое беше предмет на инспекцијскиот надзор нема ниту 1 грам пепел. Целата количина е одложена, а теренот е целосно
посипан со земја. Од Рек Битола соопштија дека 25 април одлагањето на пепелта ќе продолжи директно во касета, а водените топови за дополнително надлажнување ќе бидат ставени во функција веднаш по поместувањето на лентата. Согласно добиените податоци и резултатите од мерењата на амбионалниот воздух спроведени од страна на акредителната лабораторија Технолеп Скопје, констатирано е дека во испитуваниот период не е надмината 24-часовната гранична вредност за заштита на човечкото здравје за концентрацијата на суспендирани цврсти честички, нагласија од Рек Битола. Нешто и за здравјето. Попладневната полчасовна дремка ги прави луѓето повнимателни. Попладневната дремка од околу 30 минути им овозможува на мозокот да се одмори на начин што ги прави луѓето повнимателни при работата и другите активности, според стручњаците. Знаеме дека тоа е лесен и користен начин за брзо зајакнување на својата будност, концентрација, продуктивност, креативност и расположение, изјави истражувачот Џајмс Мес, професор на Универзитетот во Корнел. Во својата книга Спеј за успех. Се што мора да знаете за спиењето, но сте премногу уморни за да прашате Sleep for success, everything you must know about sleep, but are too tired to ask. Тој пишува дека скоро сите луѓе доживуваат попладневен пад на енергијата. Ова се должи на деноноќниот ритм на телото, кој што ги вклучува двата периода на поспаност на секој 24 часа, еднаш навечер и вториот меѓу 14 и 16 часот. Во текот на ноќта луѓето минуваат низ неколку 90-минутни циклуси на спиење поделени во 5 фази, од лесен до длабок сон, при што најдлабокиот е кон средината. Дневниот сон го следи истиот циклус поради што Мес не препорачува едночасовна дремка. Будењето од тоа длабок сон може да потрае и до 1 час за човек да се врати во нормална благодарение на така наречената инерција на спиењето. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминатите 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. Имајте успешна работна недела. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday same time. Good night.